Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Со името на Гордана Нацева се врзани можеби најубавите моменти во женскиот ракомет во Македонија. Таа како лидер на нашата репрезентација, која по осамостојувањето на Македонија учествуваше на повеќе европски и светски првенства, успеа со својата репрезентација, нормално со своите другарки, таму во 1997 година, на првото учество на светското првенство да стигне до 7-то место. Тоа беше еден неверојатен резултат за наши појмови, бидејќи млада држава која се уште не беше афирмирана во светот на спортот, постигна еден таков резултат, а за тој резултат да биде надополнет и уште повеќе вака да зрачи, придонесе и Индира Кастратовиќ, која пак на тоа светско првенство беше најдобар стрелец. Сепак Гордана Нацева, реков, беше лидер на таа репрезентација, имаше нешто кај неа харизматично, знаеше да ги обедини девојките во оние најтешки мигови кога, например, се кршеше победникот во многу мечеви, таа беше тука заедно со тренерите да го подигне моралот на екипата и да тргне на подобро. Токму Гордана Нацева, која пак потекнува од Свети Николе, и во разговорот пред тоа рековме, Свети Николе како да е создадено да создава ракометни имиња, вредни за ракометниот спорт во Македонија, доаѓа од ракометен град, доаѓа во Скопје, доаѓа во Ѓорче Петров, а Ѓорче Петров тогаш се надпреварува во првата Југословенска лига. Тоа беше, Гордан, и последна година пред распадот, 1991-та, но да не должам, веќе воведот го дадов, знаат за кој спортист се работи, за која легенда во оваа емисија, па таа легенда сега ќе почне да ја раскажува својата приказка, ама од почеток, од кошаркарските денови. Да, добар ден. Благодарам за поканата. Задоволство ми е да бидам дел од вашиот проект и имајќи ги во предвид гостите кои во претходните емисии беа, за мене представува извонредна чест да бидам дел од ова и да ги пренесам моите доживувања, искуства и убави и тажни моменти во спортот. Благодарам за убавата најава. Навистина сум почестена што бев дел од сите тие убави моменти во женскиот спорт. Тоа станува навистина едни уникатни и специјални емоции кај мене и сеќавања. Моите почетоци се во Свети Николе. Јас почнав во кошаркарската, а тогаш имавме школски екипи во основното училиште. Моја, да речам, спортска љубов беше кошарката. Јас себе си замислував како еден добар плеймейкер во кошарката и така ме и поставија во екипата. И навистина имав техника и кога на загревање понатаму во ракометот ни даваа кошарка, немаше многу малку сакаа со мене во тимот затоа што јас само си ја имав топката кај мене. Значи, мислев дека е најсигурна кај мене топката. Така да потоа судбината сакаше да застанам на една позиција во ракометот кај што немаш допир со други играчи, туку си сам ограден во 6 метра, така да потоа све беше ставено на индивидуалноста. Спротивно на плеймейкерската улога што имаш во кошарката. Дефинитивно. И мене сега ме зачуди кога кажуваш и зборуваш дека си била талентиран плеймейкер, па ако си била таква, не те влечеше ли во ракометот да бидеш тука на надворешните позиции да градиш играта? И еве, едноставно да те прашам како застана меѓу стативите. Знаете како, јас прво беше хендикеп што тие го видоа мојот талент. Професорите по физичка култура го видоа талентот дека имам талент за спортови колективни, за спортови со топка. И јас чувствував дека јас како дете на уличниот кош секојдневно излегував и играв таму. Значи, мојата игра беше и задоволство тоа. Меѓутоа, хендикеп беше што во Свети Николе немаше градски кошаркарски женски клуб, туку имаше ракометен. И
ми рекоа дека би било добро да дојдам на ракомет. Јас отидов на ракомет и во школската екипа. Причината која застанав на голот, отидов да бидам стрелец, не отидов да бранам. Меѓутоа, голманот не беше дојден тој тренинг. А јас бев најмлада во таа генерација и да ми речеа да седам на клупа цел тренинг, ке седев на клупа, вака ми дадоа шанса и на гол да застанам. Реков, па добро, јас ке застанам на гол, ке бранам, да не пропадне тренингот. И од тогаш тие 6 квадратни метри се мојот живот. И како изгледаше тоа прво застанување меѓу стативите? Ти со амбиции да играш, сега оде еднаш голман, се снајде, се разбрани на тој прв натпревар? Па ми се посреки некои топки ги фатив, не знам како. Ова е добро, не знам како. Па да, застануваш прв пат на гол, нема што друго да правиш освен да гледаш каде шутираат и да се обидеш да одбраниш. И некако потоа сватив дека ова би можело да од таму зависиш, практично се зависи од тебе. Значи, како вела дека голманот е коректор на сите грешки на тимот. Може да го воздигне тимот, може и да му одмогне, меѓутоа во многу случаи голманите навистина може да го воздигнат тимот и учинокот на голманот се рефлектира значително на крајниот резултат на играта тимот. Воопшто, на екипа. И затоа велиме, добро е голманов да се разбрани од почеток, да му тргне, ќе биде добро. Така да после тоа веќе јас немав дилеми, останав таму, ја учев голманската техника од тренерите во Свети Николе, од тренерот Перо, потоа Бетуски ми помогна, тој беше голман во машкиот тим. Како и да е, мојот талент го виделе на тие кадетски надпревари во бивша Југославија, настапувавме републики и покрајни, да не должам многу, беше снимен талентот тогаш на тие надпревари од тренерите и луѓето во раководството на ДИН, тоа беше Дуванска индустрија Ниш. Дојдоа изненадувачки во Свети Николе, нашли тогаш немаше ни мобилни телефони, ниту интернет. Го нашле контактот од татко ми, дојдоа и ми понудија трета година средно училиште да преминам во Ниш, кој таа година обезбеди учество во многу силната Југословенска лига. Практично предизвикот беше да се прескокнат 2 лиги, па можеби и 3 со втора сојузна и да се отиде во прва Југословенска лига. До тогаш јас тие играчи ги следев во репрезентација на Југославија од дома од Свети Николе и во репрезентација на Југославија и во клубовите за кои настапува. Значи Раднички беше актуелен европски шампион тогаш. Да, тогаш Раднички. Значи за мене беше вистински предизвик и јас го земав предизвикот. Мајка ми не сакаше да одам, татко ми рече дека доколку сметам дека би можела да го направам тој тест во животот, дека тој ќе ми даде подршка и навистина отидовме во Ниш. И како се чувствуваше тогаш ти, млада девојка, играше на купот на републиките и покрајините, така се викаат тие надпревари, те забележа луѓе во стручњаците и одиш во Ниш. Дали не беше малку збунета? Бев многу збунета, затоа што таму играчите беа многу подготвени од мене, и во техника, и физички подготвени. Јас имав 16 и по 17 години, значи. И ми беше многу тешко, меѓутоа сакав да останам. Јас видов дека тоа е еден организиран клуб за кој ние овде не сум ги почувствувала сите тие услови што таму ги видов во Ниш. Тогаш Ниш беше вистина еден од центрите на југословенскиот ракомет, и машки и женски, Железничар имаше добар тим. Значи ги користивме истите услови како и машките, плюс тоа стабилен буџет имаше преку фабриката која беше една од подобрите фабрики тогаш во Југославија. И јас имав голема желба да останам. И на тие тренинзи тогашниот тренер Јошка Петковиќ рече дека во Гордана гледа некаков потенцијал. За да подоцна тој тренер јас го повикам во репрезентација на Македонија да биде кога бев. Значи тогаш беа тие први контакти со Јошко во Ниш. Да, Јошка е мој прв тренер и секогаш со голема почит зборувам за него. Тој е човекот кој сметаше дека јас треба да останам и од трет голман во Ниш. Јас многу брзо застанав прв голман и тогаш практично дојди поканата за репрезентација на Југославија.
Значи, тие беа почетоците што предходеа на доаѓањето во Скопје, за кој сметам дека беше клучниот момент во мојот живот. Репрезентација на Југославија спомена. Имаше настапи за репрезентацијата на Југославија, за младинска, кадетска, имав настапи за кадетска за младинската репрезентација на Југославија. Тогаш неоправдано ме изостави од светското првенство во Нигерија. Ги поминав сите тестови и реално бев втор голман од 3. Значи, пред мене беше Бранко Јовановиќ, кој подоцна дојде во Кометел и браневме заедно и тогаш ми рече дека сметала дека јас и она требаше да бидеме во пар за Нигерија, меѓутоа како и да е, влезе друг голман, отиде таму, ги примив и вакцините против маларија. Беше веќе практично се гледав себе си во авион, меѓутоа ме вратија. Тоа беше момент кога на тие години ја правиш. Која година беше тоа? Тоа беше 89. Да. Да, 19 години сум имала тогаш. Значи, тоа беше моментот, се разочаруваш и кажуваш дека значи една прекртница и во карактерот и во размислувањата, дека спортот е суров. Пресече тоа, очекуваш многу, а потоа се врати во Ниш, одиш. се врати во Ниш, имав 6 месеци слаба сезона. Вистина беше дилемата што понатаму јас да правам во спортот, меѓутоа некако собрав сили, тој да надпревари, го пребродив тоа бргу и повторно се стабилно бев, стабилен учинок има во Југославенската лига. Дојде позивот и за репрезентација на Југославија. Дотогаш тие беа за мене величини спортски, Китич, Пешич, значи беа едни навистина спортски величини. Јас бев среќна кога на мајка ми од Нови Сад и реков дека јас сум во репрезентацијата на Југославија со дотогаш моите, да речам, спортски идоли заедно. Да. И тоа беше едни добри моменти. Хендикепот беше 92 година се подготвувавме за, односно требаше да се подготвуваме за Олимпијадата во Барселона, тогаш Југославија не отиде и така бев изоставена. Тогаш дојде до распадот на државата. Тоа беше моментот кога јас се одлучив дали надвор од Југославија или Скопје. Да. И тука клучна улога одиграа луѓето од тогашен Ѓорче Петров, кога сметаа дека јас треба како македонка да се вратам дома и дека имаат амбиција да формираат клуб сериозен. И тогаш и мислам понатаму на господинот Бојков му го кажав, знам дека најави големи амбиции во преговорите, дали да поминам во Ѓорче или да имав понуда за Раднички и за надвор од Југославија. Ми беа несериозни амбициите дека они планира да прават европски шампион, тим со шампионски амбиции во Европа. И јас велам како кога ние секојаш ги победуваме без проблем нив, а сега тие ќе прават амбиции за шампион. Да. Меѓутоа, ете распадот на Југославија, од семејството имав не притисок, туку ете дека би било добро да се вратам, да си дојдеш во Македонија. Да. И јас реков па добро, ќе го земам предизвикот и сето тоа понатаму е еден толку убави моменти кога размислувам дека да се вратам дома, да бидам капитен на репрезентација од самото самостојување на нашата држава, да го дочекам најголемиот успех тогашен на репрезентативен план 97. Па 19 мај 2002 шампион на Европа. Значи, фала му на Бога што бев дел од едни такви моменти. Значи, што друго да посака човек во сопствената држава. Значи, тоа што си се врати, беше убава работа, од тука почна да се плете она приказка за Гордана Нацева како една од најистакнатите наши ракометарки. Таму играше, ама да, Југославија беше голема, така. Меѓутоа, кога дојде овде, беше друга работа и сега многу среќни околности се тоа, значи за тие моменти во Ѓорче Петров кога дојде, како изгледаше клубот, кој беа во клубот, кој беше тренер, каква беше организацијата и дали ти поверуваше во она што ти го велеа дека имаме амбиции да бидеме европски првенки? Па, знаете како, јас сметав дека тоа се преголеми амбиции, дека ние како Македонија и тогаш во ракомет на Југославија не значевме многу. Посебно не во женскиот ракомет. И затоа за мене тоа реално беше многу вака амбициозно, дури нереално.
Кога се вратив овде, најдов на едни луѓе кои неверојатно, меѓутоа 24 часа зборуваа за ракомет. Господинот Бојков, професорот Димитар Тодоровски, професорот Радич кој беше тренер на тимот. Да. Девојки кои многу посветено работеа, затекнав во тимот и кои беа неприкосновени во Македонската лига и првенство. Успеав се вклопив во тоа и видов дека за да бидеш добар спортист и да клубот да има успех, потребно е навистина многу работи да се погодат. Прво потребна е една управа која има амбиции. Тие амбиции да ги пренесе на играчите. Да го гради и во лоши и во добри моменти да останат заедно. Тие луѓе прво беа пријатели меѓу себе и така функционира и во водењето на клубот. Значи има и добри и лоши моменти меѓу себе, меѓутоа ние секогаш знаевме дека тоа е еден тим кој безрезервно е вклучен во создавањето на нешто поголемо. Имаше една симбиоза меѓу раководството и ракометарките и ти почувствува дека тука може да се прави нешто. Да. И полека кога почнаа првите засилувања да се донесуваат, значи освен со македонски играчи, ние веќе имавме засилувања од надвор. Дојдоа од Украина играчи, од Русија, имавме играчи од Полска, значи Ѓорче Петров донесе одредени засилувања кои ни гарантираа дека ние можеме да пројдеме 1 до 2 кола во како тогашни шампиони на Македонија во Европа. И 94-та да не испуштиме, добивте силен спонзор. 94-та година исто така е клучна година. Ние тогаш го Петров. Меѓутоа како го добивме спонзорот? Тоа се пак пријателски школски релации меѓу господинот Костовски и Бојков, иста генерација се тие. Учеле заедно, меѓутоа клучниот момент беше дека одекна како бомба победата на Ѓорче Петров против Хипо, ако се сеќавате. Да. Тоа беше една вистина, една голем спортски момент, сензација, дефинитивно. Дотогаш Хипо беше неприкосновен во Европа. Значи еден богат клуб, нели сега го викаат клубот на банкарите во тоа време, значи беше за нас. Само да подсетиме дека има 8 европски титули и се кажа. Така. Значи, ние ги победивме тука во Скопје и тоа беше ракометна сензација. Таму не прегазија, меѓутоа ние си добивме спонзор. Спонзорот не пречека таму. Господинот Костовски во Виена не пречека, не однесе на ручек, се дружевме таму. Му беше многу драго, тој е голем патриот. Тој вистина цени се што доаѓа од Македонија, тогаш живееше надвор во голем период од својот живот, значи па и со своите ангажмани и вложувања покажа дека не само бизнисмен, туку и патриот кој си ја сака својата земја и направи големи работи. И за наша среќа, за Македонија. Да, за наша среќа влезе, покрај тие пријателски релации, школски другари, влезе во ракометот и од тогаш Ѓорче е кометал Ѓорче Петров и тоа е веќе една историја што мислам дека целата јавност ја знае. Можеме да позборуваме за некои моменти што веќе се подсетиме и што не се кажани, меѓутоа во Значи победата над Хипо го запали Трифун Костовски и тогаш веќе решил Па да, и пред некој ден се видовме со господинот Костовски и имавме можност да позборуваме за Свети Трифун. Значи, тие моменти така се случија, а потоа вистина функциониравме како едно семејство, значи беше незамисливо тој да не се појави на наши утакмици. Некојаш и со чартерлет доаѓаше каде што можеше да не гледа и сме имали и тешки моменти каде што беше во прашање дали ќе се продолжи со тимот, болни порази, значи тоа е составен дел од спортот, порази кои болат и кои те доведуваат во состојба да мислиш па дали вреди понатаму да се игра и да се издвојуваат финанси, значи тоа го поминавме. Како изгледаше тогаш, Гордана, дружењето меѓу вас? Имаше тука македонки, постанати од Ѓорче Петров, од други клубови, почнаа да доаѓаат од надвор ракометарките и како се согласувавте со нив? Мислам да не постоеше некоја љубомора, дошле од таму па нема да играат нашите или не, тоа го заборававте, гледавте она што е квалитет да игра за да се постигне резултат.
знаете како, ние бевме свесни, затоа што веќе од 96-та, 7-та, кога почнаа да доаѓаат интернационалки во тимот, останативе кои бевме во тимот, веќе си во зрели играчки години. Значи, знаеш дека атмосферата е клучна како фактор во спортот, во колективните спортови, дека доколку имате добра атмосфера, таа е гаранција за добри резултати. И се трудевме да ја држиме таа атмосфера на едно високо ниво. Не секогаш успевавме, не велам не, тоа се 14-16 играчи со различни карактери. Меѓутоа, имавме една заедничка цел, што ни ја наметна и спонзорот и управата. Значи да се биде шампион на Европа. И ние имавме таа цел поставена пред себе. Не велам дека сме имале идеални односи, меѓутоа имавме многу коректни односи. И кога ќе споредам, некогаш сме имале извонреден тим, а нарушени релации меѓу играчите, и не го постигнуваш посакуваниот резултат. Годината кога станавме европски шампион, имавме извонредна атмосфера и извонредни услови. Имавме, навистина направивме таа година супер подготовки. На Копоник се сеќам со Саша Панов ги направивме тие подготовки. И созреавме како играчи и навистина тогаш ни се погоди. Чекавме многу време трпеливо и ние и спонзорот да се погодат сите коцки во мозаикот и успеавме 2002 дојде моментот. А инаку има многу анегдоти за тоа како сме се разбирале, затоа што имавме и романки и А некоја анегдота ќе ти текне сега? Мене одма ми текнува, не знам дали е соодветна за емисија, меѓутоа секојаш таа си ја спомнуваме кога ќе се собереме сега, имавме така една дружба на ветеранки во тимот. И секојаш си ја спомнуваме дека Касим Каменица ни беше тренер, дојде во собликувална, лошо игравме, прво полувреме, важен надпревар. Имавме во екипата Романка, Викторина Стојанеску. Тој беше разочаран од сите нас како играме, вистина, дома, на домашен терен, лош надпревар и не прашува како можевте вака да одиграте, се подготвуваме на еден начин, играте на друг начин. Во што е вашиот проблем? И ја прашува, тебе Викторина Стојанеску, во што е твојот проблем? А она му вели, мене болерот не ми работи. Значи, она имала проблем дека дома болерот не и работел. И мислела на болерот. Да, кога слушнала проблем, си кажува што има проблем дома. И тренерот и се насмеавме и излезе, реков, вели, мене овде никој не ме разбира што зборуваме, а камоли на терен да се разбереме. Значи, тоа е една... А друго за Каменица? Ајмо, момци. Па да, он ќе дојдеше... А вие девојки? Да, он во собликувална, бидејќи дотогаш немаше водено женски тим и така и во подготовката за надпреварите, ајмо сада момци, ние ништо. Сега што да му кажеме. И ти ајде, момци. Да. Тоа значи што Каменица вика така, така нека ви. Има моменти и ден денеска си ги се подсетуваме, значи спортот, пак ќе кажеме, една навистина нешто што можат родителите најмногу да го направат за своето дете, да ги внесат во спортот. Затоа што многу работи што понатаму ќе му користат во животот, ќе ги доживеат там. Да. Па и затоа насекаде се зборува дека спортот е тој што треба да ги воспитува младите. И најдобро е тука да се насочат, наместо времето да губат не знам каде. И за здравјето, здравствени причини, а и од друг, од психолошки аспект. Станува постабилна личност, па дисциплината, почитувањето на авторитет. Така е. Си совладувала тешки проблеми на терен, па сега во животот некако полесно ти изгледа сето тоа. Дефинитивно, истите тие моменти меѓучовечки односи што ги доживуваш во клубот, понатаму се идентични само во друга област, али работа, семејство, значи сето тоа е. Сето тоа, дисциплината. Меѓутоа, клучни работи се дисциплината, организираноста, мотивираноста, фактори. И тие се факторите во спортот за успех и во работата, секаде. Сега да ни кажеш за
првите сезони во Лигата на шампионките, дали почувствува ти во тие моменти дека она што го говореа кога те врбуваа да дојдеш во Ѓорче Петров може да се оствари, да се стигне до врвот, зашто набрзо тоа за спортот не е долг период, например од 95-96 за 4 години да стигнеш до финале на Лигата на шампионите. Не е голем период. Ние чекавме на шампионска титула откако влезе господинот Костовски, едно 7-8 години, да речем 8. Меѓутоа е период кој сепак и не е краток. Значи, ракометниот век и не е толку долг на играчите. Некоја има 27, некоја 25, други 30 години. Значи, пак е важно во кој период и како ќе се поклопат сите аспекти. Нас ни се погодете, чекавме во тој период. Она што ме прашавте, ние вистина тогаш системот беше на два надпревари дома и во гости. Така се поминува, не е како сега во лига систем. Нели сега надпреварувањето во Лига на шампиони со две групи. Па табела, па... Да, тогаш не, тогаш беше елиминации и беше возвратен меч. Значи, за нас беше важно дома да добиеме со повеќе голови разлика, а надвор да изгубиме да биде со помалку за да поминеме натаму. И нас многу малку секоја година ни требаше. Значи, многу малку. Јас гледав дека ние сме блиску до некои тимови што освојуваат шампионска титула, меѓутоа дали некогаш за гол, два или дома не сме одиграле утакмицата добро. Да, или ќе изгубиме со помалку разлика што сме победиле, повеќе разлика од дома сме. Значи, и разочарување, а гледаш противничките одат натаму, меѓутоа јас сватив дека ние кога го достигнавме првото финале и кога се случија тие работи што случи, јас знаев дека и кога никој не се откажа од клубот, останавме сите заедно, тоа беше клучен. Да се подсетиме еве на тоа прво финале, а да ни кажеш кои беа и најлутите противници на Кометал Ѓорче Петров во тие години од 1996-7 до 2000-та година. Па тогаш традиционално тешки противници за нас биле и сериозни клубови беа од Ларвик, и тогаш ни беше сериозен противник. Руските тимови исто ни беа сериозен противник. Ако се сеќавате на Валенсија, и исто многу години со нив се мачевме. Со Валенсија и Маки имавте долго време. Да, секогаш немаше година практично или сезона да не налетаме на нив и тие на нас. Значи, Хипо секако, одредени дански клубови, Вибор, како се сеќавате, исто ни беа противници. Така да, пак во тој крем од 7-8 тима имаше место и за Кометал и беше респектиран затоа што никој... И почна да ве ценат, да ве почитуваат веќе. Да, затоа што дома на Кале... Станувавте полека фактор во женскиот клубски ракомет во Европа. На домашен терен практично никој не можеше да не победи. Ке беа задоволни ако отидат со помала разлика за да дома надокнат со 1-2 да надокнат. Меѓутоа никој не нема дома победено или ретко кој не има победено. Во Кале беше пеколно за противниците. Пеколно. И за нас и за противниците уште повеќе. Значи, тоа беше моментот на првото финале. Првото финале со Хипо, така? Првото финале со Хипо. И што се случи тогаш? Не победија, тогаш се случи инцидентот со Прокоп. Прокоп, да. Да, Хипо реално тогаш беше, мислам, посилен. Тренер ни беше Јошка Петковиќ тогаш. Хипо реално беше посилен. Го изгубивме тоа финале. Инцидентот се случи, не казни една година абстинирање од... тој момент да ни го опишеш, зашто сите помисливме тогаш и дојде до разочарување и кај љубителите на ракометот во државата. Да. Токму во моментите кога стигаш до врвот, до едно финале, доаѓа казна и сега се прашуваа сите ќе продолжи или не Кометал. Не имал период. Во разговорите го истакнуваме моментот дека тоа беше клучен момент во сите тие години кога ниту спонзорот се откажа од тимот. Замислите, вие толку една машинерија од странски играчи, екипата која дотогаш беше најдобра во државата, во сите спортови, да игра само домашно првенство.
и сето тоа да биде во најдобар ред, значи играчите повторно да бидат задоволни. Ние, знаете како, клубот понуди една работа. Како се мотивиравте, бидејќи не игравте во Европа? Не игравме. Прво беше решено во однос на договорите. Ни беше понудено да останеме сите заедно. Ке имаме 20% помалку од договорот, што ги имаме сите. Меѓутоа, тие 20% ако наредната година бидеме шампиони, ќе ни бидат вратени. И никој не замина од клубот. Тоа за мене беше еден добар потек на раководството. И испадна дека навистина станавме таа наредната година шампиони, ни беа вратени тие средства.